Dragi prijatelji, i dobrodošli na ovoj protestен marš, što odpočnuva krajot na jedno neslavno vladenje na SDSM i Zoran Zaev, naša Makedonija. I kako što red od sjekoga štaka biva, da gi pozdravime pripadnicite na Ministерството za внатрешни работи со еден громогласен аплауз. Драги пријатели, тука сме вечерва во огромен број да кажеме дека правдата е нападната од неправдата. Да кажеме вистината дека судската и обвинителската власт е брутално згазена. Аудиоматеријалот докажува и покажува мафија. Мафија која владее со секоја пора власт која треба да е независна, а не. Мафија која одзема слободата и правдата. Мафија која 3 години е сојузник со криминалот, која останува неказнет. Мафија која ослободува убици на мали деца, додека премиерот си прави селфи со убиците. Додека родителите на чедата од Смилковско со грч и горчина во срцето неправдите живеат со помислата дека убиците се на слобода. Мафија која диктира обвиненија, диктира пресуди на суди. Мафија која како свое царство го негува хибридниот режим на Заев. И за ова има неколкумина одговорни, но еден е највиновен, а тоа е Зоран Заев! Зоран Заев е виновен затоа што тој во исто време е премиер, обвинител и судија. Виновен е затоа што е главен рекетар, преговарач, главен забавувач, кога се во прашање гафовите, но и трговец со виталните органи на нашата Македонија. И едно досега научивме, на човекот не му е тешко да украде, да изглуми, да се посрамоти. Но само не му барајте да биде чесен затоа што е нечесен од глава до петици. А и најлесно му е да не ја говори вистината, да излаже. Затоа што покрај крадењето тоа го прави најдобро. Аудиоматеријалот покажува дека тој пука во чело на правдата монака ладнокрвно со умисла и без кајање. Со тој неправилен граматички, но разбрелив јазик, слушнавме како ја екзекутира правдата, што би рекол трас, трас. А правдата, драги пријатели, браќа и сестри, умира бавно, умира споро. Затоа што Заев нема допрено нешто, а да нема контаминирано. Тој е правдоубиецот во нашата држава. И нема мака пред камерите лажно да се прикажува дека бил европски политичар. Кој ве гледаме, уште железни опинци не облекол, дека градел едно општество за сите, дека е визионер. Човек гледа и не може да се изначуди. Каква визија, какви бакрачи. Чувме во аудиоматеријалот што е реалноста. Ке се обидам да цитирам. Договорено е со Врховен. Без Заев не се може. Трас, трас и ете одлука на Врховен суд. Катица знае што треба да се случи. Или закон за специјалното јавно обвинителство, или одлука на Врховен суд, ама случаевите ќе паднат. Ете, тоа е таа сурова вистина. Ја помина повеќе 48 часа, а нема никаква суштинска реакција, ниту од рускоска, ниту пак од било кој друг. Ако Заев е капот и тути капи на мафијата, главните советници и верни заштитници на неговиот криминал се Вилма Русковска и Љубомир Јовевски. Запаметете и овие имиња.
А гледаме дека ништо помалку не биле ни тие од Врховниот суд, врховните суди. Нивните усти се замолкнати додека ни се уништува државата, додека ги губиме институциите. Овие двајца плюс уште неколку врховни суди засилени со уште неколку медиумски слуги кои не се новинари, а така се представуваат, се единицата за брза интервенција за спасување на Зоран Заев. Ама ова пустото не се брани. Луи Витон судството е последица на Луи Витон премиерот. Мераклија за куферчиња и пари, за пусти пари. Не може додат луѓе во затвор за кутија цигари, а на кражба на држава да стануваат премиери. Тоа не може и на 12 април ќе му го покажеме местото каде му е. Драги пријатели, при една ваква поставеност на работите, овој истиот Заев одовде на маршот кој што го правеше им порача на судиите да не се плашеле од Мицковски. Јас би рекол, познато дека овој човек не знае што зборува и е непресушен извор на гафови. Ама замислете, суди да не се плашеле од мене, и ова го предупредува човекот што цели 3 години е власт до оваа држава и владее брутално. Човекот кој велеше дека Младенов бил убиец, односно убиен. А за децата од Смилковско има други убици и така се додека не ги ослободи. Човекот кој диво населje го спореди со Игра Камај и ги остави терористите да се гоштеваат во затворите како да се холивудски звезди. Човекот кој слава стекнуваше на страшното убиство на Нешковски за да после се слика со убиецот и да го пушти да избега. Таков ли човек ќе објаснува на судот да не се плаши од мене, кој цел живот со книга и пот го градев и се пробива. Единствен кој што во оваа држава треба да се плаши е токму тој, Зоран Заев и оние малкумина следбеници и слуги кои што му слугуваат. Многу се огреши. А во животот има карма и ние викаме Божја промисла. И се враќа, се плаќа. Кој одговараше овие 3 години? По годините кампања кои што ги водеше Зоран Заев, тортура на државата. Одговорот е ниту еден. Не докажа ниту еден криминал, а премногу криминали амнестираше. И да бидам прецизен и јасен. И сакам јасно да разбиваме на лага која шират медиумските слуги на власта. Јас сум, слушате ме добро, јас сум за апсолутна правда. И сакам јасно да повречам, многу јасно да соопштам, дека не сме сите исти, различни сме и тоа многу сме различни. Не сме сите исти, затоа што ниту денес, а ниту утре кога граѓаните ќе ни дадат мандат, нема на памет да ми падне да се мешам во судската власт, ниту да попречам правда за било кого, било да е член на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијансата на албанците или на некој друг. Ама ќе има одговорност. Тоа мора да има. И еве тука стојам пред вас десетици илјади, а и тие што сте во домовите ви ветувам одговорност за криминалот мора да има без разлика кој, кога и како го сторил. Не сме сите исти и во зборот што го кажуваме а вреди. Не сме сите исти во сериозноста и издржаноста. Идните резултати на проектите, реформите се ветуваат за разлика од она што Заев го ветуваше и не го направи. Не сме исти во луѓето кои денес се со нас. А ќе ви докажам дека може не само подобро, не само поквалитетно да се работи и повеќе од сето ова кое што денеска секој не вие
usporedba sa ona realnost koja što ni je isporačuva Radmila, Spasovski, Raškovski, Filipče, Mila, Kiracovski, ostanatata reketarska družina. Mora da ima odgovornost zato što samo taka ki imame država. To ubivanje na pravdata i odsustvo na rezultati donese apatija kaj narod. Ja ta apatija razbiram. No ta sama po sebi nije odgovor zato što taka vlasta koja je suštinska ta pričina za ta apatija ako ne vide kazneta ke proloži kako i dosega. Narod da lokalните izbori го казни ВМРО ДПМН. А ВМРО ДПМН я научи лекцијата. Сега нарете казната да го стигне СДСМ и СДСМ да научи. Со седење дома и апатија, народе, граѓани, народе македонски, нема подобро. Затоа што, драги браќа и сестри, таа апатија ја посакува СДСМ, бидејќи таа значи подршка за нив. Мора да обстои вербата и надежта дека може подобро и да се почувствува оваа енергија која значи промени и значи обнова. Следните избори се нова шанса за нашиот народ да си ја врати државата во своји раце и да покаже дека Македонија може и дека Македонија заслужува повеќе. Последните избори нема да биде ништо исто како што е сега. Ние го ветуваме тоа, а нашиот збор, знаете дека вреди многу повеќе од зборот на Заев. Кога ве гледам денес, разбирам зошто власта е нервозна. Затоа што народот е кренат на нозе, веќе е свесен за тоа што се случува и со искуство за луѓето кои ни ја водат државата. И нема да поминат никакви дефокусирања со измислени теми. А денес протестираме затоа што неправдата станува неподносливо секојдневие. И затоа што се виде зошто Заев се бореше толку за закон за обвинителство со кој се надева дека аудиоматеријалите нема да важат. Но ако се премолчи ова, тогаш чуму судство, чуму обвинителство. А обвинителство и судство не смее повеќе да молчи. Не смее да молчи пред убивањето на правдата. Затоа денес тука, од пред самите институции, го бараме следното. Прво, покренување на истрага за злоупотреба на службената должност од страна на Зоран Заев, кој се меша во обвинителски и судски постапки и одлуки на Врховниот суд. И тоа истрага од тим на обвинители, кои нема да ги одбере русковска поточно Зоран Заев, туку обвинители во кои ќе има доверба експертската јавност како гаранција за непристрасност и независност. Мора да има обвинение по кое Зоран Заев ќе одговара за злоупотреба на службена должност и попречување на правдата и понижување на државата. Второ, согласно Уставот, Врховниот суд на Република Македонија е највисок суд во државата и го обезбедува единството во примената на законите од страна на судовите. Кога врвот во судството не ви чини, тоаш надоле е труло. Кога во врвот слушаме дека се диктирале одлуки од премиерот, значи дека правдата целосно затаила. Затоа бараме итна и неодложна ревизија на работата на врховните суди, без исклучок и ревизија на нивните одлуки. Таму каде ќе бидат утврдени неправилности, потребна е оставки и одговорност пред законите. Оставки! Трето, итна реформа на Советот за реформи во правосудството што ќе подразбира времено суспендирање на секаква негова активност поради контаминираноста на неговата работа и барање на меѓународна експертска помош во реализирање на реформите.
Очекуваме реакција и тоа брза, одлучна, резолутна реакција. А доколку ја нема, народот е тука и веќе добро знае што треба да направи и каков громогласен одговор следи на 12. април за помалку од 50 дена од овој ден денешен, од овој масовен протест овде. Затоа во оваа држава под вас на правдоубиецот Заев ниту една работа не е на прав пат, но по вакви злодела, по вакви неправди и брутални грабежи треба да знаат и тој и таквите како него, и тој и тие кои слугуваат, како и сите други кои ќе согречат. Прав е патот само до Идризово. Прав е патот само до Идризово. А одговорност ќе има, ви велам ќе има без оглед на името и презимето и кој од каде доаѓа. Народот веќе ја зема судбената во своји раце и знае како треба. Ова се последните крици на исплашените, на престапниците и криминалците. Ова за нив е борба за спас на мафијата. За мене, за вас е борба за спас на нашата Македонија. Ова не е европска Македонија каква народот заслужува. Ова е приказната на мафијата, чија борба е за власт и пари, за пусти пари. И ќе се изнаслушате разноразни приказни и невистини, кои се чисто аливи за поразот и утеха на исплашените. Па ќе лажат дека еве странците ги сакале, ама не кажуваат дека странците не сакаат криминалци како нив. Ке кажуваат пред нивните членови дека ќе загубеле на избори, ама тие ќе формирале влада и што ли уште не. Алиби, чисто алиби. Добро знаат дека Заев е сега на колена и од виткањето на кичма и на државата и со најсвитката кичма во СДСМ. И се што кажа во последните 2 години погреши. Велеше ке немало предвремени избори. Еве, за помалку од 50 дена ке треба да се соочи со најголемиот историски рекорден пораз на политичката сцена во Република Македонија. Поразот од народот. Сосема на крај. Македонија! 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 Сосема на крај. Драги пријатели, браќа и сестри, соседи и соседи. Сакам лично да кажам нешто. Заев, Зоран Заев ќе изгубиш и ти тоа добро го знаеш. Ќе изгубиш силно и јако од народот. Ако не беше достоинствен додека беше на власт, тогаш биди достоинствен во поразот и не застанувај на патот на народот. Од таму враќање нема. Ќе ја вратиме правдата и честа и го имате мојот збор. А тоа е во кодот на македонецот. Затоа што македонците највеќе од сеја сакаат слободата и веруваат во неа како што веруваат и ја сакаат собствената татковина, нашата преубава Македонија. Обновата ќе дојде, народот е исправен и се исправа. Доаѓаат нови времиња. Одлучно напред за победа која што ќе биде блесокот на граѓаните кои си ги бараат и одбраниле своите права. Ако Зоран Заев е дилемата, 12 април 2020 е одговорот. Да живее ослободена, слободна Република Македонија. Да сте ви здрави и живи сите кои што бевте вечер овде со нас.